Поштовани гледачи, добродојдовте на преносот во живо од спортската сала Петро Парадин во Нови Сад, каде ракометарките на РК Делчево играат против тимот на Лехел во првиот натпревар кој започна од 15:30 часот. Напаѓа РК Делчево, прв напад. Преносот е преку роаминг, квалитетот ако сметате дека е лош, тоа е заради интернет врските овде. Шут прв на Делчевки, Арлан Пиевска брани голманката на гостинскиот тим. Победуваат ракометарките на противничката екипа со 1-0, продолжува играта со напад на Делчевки. Еве можност за 1-1 и брани голманот на Лехел. Сега се обидуваат преку средината да додадат прецизно, тоа го прават 2-0. Малку како под импресија, тука се и дел од родителите на нашите ракометарки, дел од стручниот штаб, имаат подршка од публиката, од помладите ракометарки кои утре ќе настапат во мал ракомет, така кажано. Грешиме сега повторно, но грешат и тие. Арлан Пиевска. Повторно топката кон неа, но малку како да брзаме. Георгиевска. Има трема, се познава. Еве шанса и гол. Така е. Добар беше овој гол заради зголемување на самодовербата кај Делчевки. 2:1. Некако покорпулентно ми делуваат дел од ракометарките на противничкиот табор, но дали тоа ќе биде причина да бидат подобри, се надеваме дека не. Еве сега добро таму блокира една од ракометарките, пак ми се чини дека беше тоа Арлан Пиевска, но сепак гол за 3:1. Немам список кај мене за да ги читам по презиме. И дали има гол? Немавме среќа. Немавме среќа, добар удар беше ова. Во нов обид да се постигне вториот гол за тимот од Делчево. Еве сега можност. И не, сепак не. Но добро е, имаме шанси, се бориме, одземаме топки. На спротивната страна сепак имаат, како што кажавме, покорпулентни ракометарки гостинките и засега го користат тоа. Одземаме топка сега, да видиме. Додавање. И убав гол. Така е. Сега нема можност да ги впишам овие последни два гола. Резултатот моментално е 4-2, не 3-1. Аут за РК Делчево.
Напаѓаме за намалување на водството на Лехел на 5-3, да видиме дали ќе успееме. Добра комбинација. Сепак не стигна топката до условно кажано гостинскиот тим од Делчево. Ете така треба по сврсто да се оди на секоја топка. Еве можност. И неприкосновена на голот е голманката на ЖРК Лехел. Сега грешат и тие. Треба да се искористи овој период на грешки да се консолидира нашиот тим. Иако имавме повеќе шутеви кон голот и обид за гол, да видиме. Сепак брани денеска голманот на Лехел. Не искористивме 3 зици или ќе беше 5-5. Се игра 8-та минута, 2 пати по 15 минути. Сега фаул вели судијата. Брани сега и нашиот голман. Има ли овде фаул? Нема ништо. Пенал вели судијата, ми се чини. Некој од ракометарките на РК Делчево бранела во поле и тоа се смета за пенал. Се разбрани нашата голманка Тасева, да видиме дали ќе го фати овој удар. За малку. 9-та минута на преворот, 6-2. Убав гол, но судијата пред време го прекина овој напад. Сметаше дека претходно имало фаул. Фаул за Делчевки. Еве, добра финта. Но сега беше овој за нијанса помлак удар од претходниот. Брзаат сега гостинките, но нема да стигне, ми се чини. Поточно домакинките, условно кажем, на овој надпревар. Така е заведен на преворот. Лехел се води како домашна екипа. Убаво сега овде во средината сакаше да ја промени Георгиевска, не успеа. Сега треба да се спречи оваа контра. Дали ќе успееме? За сега не. Минимален контакт окарактеризиран како фаул. Уште 4 минути од ова прво полувреме. Чекори немаше ли овде? Брани Тасева. Престап сега. Се лути таму Горан Велков, пенал, мисля, че ни ја враќа топката, ракометарките тргнаа напред, но судијата судеше пенал, мисля, че ни. Иако мислам дека ова беше само за 9 метри. Може би и се 9 метри, не забележавме одовде. Еве сега покажува дека тоа е пенал. Некако побргу оди семафорот, кај мене покажува 8 минута. Како и да е, и ние ќе смениме. Останува резултатот 6-2, во меѓувреме немаше гол. Но грешка сега некако брзаме, но ќе одземе овде нашата ракометарка. Силен шут со далечина, кој за жал не резултираше со гол. Чекори, или? Така е. Уште минута и пол има до крај на првото полувреме. Потребен е сега еден гол да се смират ракометарките. Сега судијата вели топка за Лехел. Ја користат можноста при оваа контра. 7-2. Сега замена во игра ќе влезе
Величковска ми се чини. Георгиевска, Величковска. Ќе се обиде, така е. Таков гол ни треба. Има време да се одбраниме, да не дозволиме да приеме гола, потоа да се консолидираме. Среќа имавме овде. Дали ќе ви прифати некој од нашите ракометарки оваа топка? Брани Тасева, но судиите што велат? 9 метри. Уште 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Имаше и чекори можеби овде. Крај на првото полувреме. Мора да кажеме дека ракометарките од Делчево патуваат цела ноќ, само што се смести во хотелот. Руча и директно дојде во салата, попат нема можност да одморат, да поспијат, така да кажеме, за да бидат одморени, но сега да не биде ово оправдување. Малку како под импресија е нашиот тим. Ништо не е страшно, 7-3. Потоа играме уште еден надпревар против екипата на Ситу од Романија. Кога сме веќе во Србија, да му ја честитаме победата на Новак Џоковиќ, кој ќе игра 11-то финале, досега од 10 финали има 10 трофеи, ќе се сретне со Алкарас во еден маратонски меч со Јаник Синер. Успеа да направи пресврт, на 2 пати губеше, но сепак на крај дојде до победата и честитке за најпознатиот балкански тенисер, кој пред овој натпревар спарингуваше со македонецот Даниел Ивановски. Можеби тоа му донесе нешто среќа. Честитки уште еднаш за србинота. Сега одиме со она што се случува овде на теренот. За сега нема промена во играта на Лехел, кои продолжуваат да играат како во првото полувреме. Сега можност за нас, но брани голманката на Лехел. И сега далеку напред таму он најисторениот играч со број 6 за водство 9-3. Некако побрзо минува времето на семафорот од тој од кај нас. Навистина е тоа така. Еве го сега четвртиот гол за тимот од Делчево, 9-4. Имаше ли овде нога?
и да немаше топката кај Делчевски. Сега треба да се задржи ова топка, да се додаде до Јовановска. Ете вака треба да се игра и ќе се стигне водството на тимот кој напаѓа 9-5. Ете така, еве нова можност, сега има ли исклучување? Судијата не вели ништо, ова е и овде судиите малку направија превид. Видовте што се случи сега, да не звучиме пристрасно, меѓутоа ова не смееше да биде топка за Лехел. Туку обратно, напад за Делчевски, кои на брзина постигнуваат гол и останува се исто како пред малку 10-6. Може да се намали водството, чувствуваме дека ја имаат играта Делчевски. Добија совети на полувреме од тренерот Велков. Еве сега Тасева. Топката останува во незините раце. Треба сега еден добар напад да се организира. Не, пресилно беше тоа, пресилно. Но ракометарките во најдобра желба да постигнат гол го користат секој момент да ја забрзаат акцијата и да го намалат водството 10-6. Имаше овде сега туркање можеби. 9 метри вели судијата. Малку задоцни со свирчето меѓутоа. Сега нов фаул. Треба ли веќе да се подигне раката на судијата? Мислам дека да. И ова е како чекори ми се чини. Или не, сепак прекршок. Подигната рака на судијата за пасивен напад. 1 до 2 додавања. Ова се чекори. Нема за среќа гол. Сега треба еден мирен напад да одиграме, за потоа повторно да бидеме во можност да се браниме. Секој напад треба да биде таков. Еве, можност да видиме дали ќе има слободен играч. Имаше овде мало туркање и судијата досудува фаул. Времето тече немилосредно, 20-та минута. Потребен ни е брз гол. Сега овде не суди ништо судијата, за разлика од она што пред малку го судеше, сега не може да се игра против такви одлуки, извинете, но може би не го познаваме добро ракометот, но знаеме дека кога некој играч е отпурнат на земјата, тоа е фаул. Што го немаше во претходната ситуација. Величковска, така е. Потребни се повеќе такви удари. Во ракометот 10 минути се многу. Затоа веруваме дека може да се дојде до поволен резултат. Сега Тасева, така е. Сега судијата суди, но видите само. Мислам дека претера судите. Еве и нервоза дека и родителите е присутна. Мора да прифати овде, така е Тасева. Сега ќе додаде до Величковска повторно го поведува овој напад. Еве можност да видиме, ќе прифати ли оваа топка, има ли тука нешто судено? Не. Само топка за Лехел. Пропуштена уште една можност. Мора да бркаат резултат нашите и при тоа и грешат. Сега мора да се игра пресинг. Грешат. Еве сега можност, само да не се брза многу. Еве шанс. Ајде да видиме. Но што прави голманот на Лехел? Неверојатна е денес на голот. Таа е носителот на играта и можеби играч на, не можеби, туку сигурно играч на преварот. Треба сега да се натрчи овде. Никој не го чуваше просторот од каде шукна ракометарката со број 7. Многу пропуштени шанси, под импресии сме. Но Величковска по нејзиниот влез во играта се консолидираше и еве 4 разлика ја одржуваме некаква разлика. Сега овде ќе се суди фаул, така е за Лехел, тука нема да стане збор.
Иако беше ова борба за топка. Грешат сега ова е одбиена топка од нога, имаше овде удра, игра со колено, а топката завршува во голот и тоа е тоа. Не знам што да се каже. Нема предавање. Така е. Така е. Барем некако на 3 разлика да дојдеме, па потоа ќе му ја мислиме. Но некако уморот, пак ќе кажам, си го направи своето и одлично овде Величковска ја задржа игра. За коментарката со број 20, нема овде ништо, би требало сега конечно да остане топката во рацете на Делчевки. Уште 5 минути. Но и наспротив, овде имаше нова грешка. Така е. Мора тука фаул да се направи за да се спречи брз контранапад на Лехел. Времето минува додека да се... Овде имаше престап. Јас така видов. Не, сепак не се извинувам. Беше тоа линијата каде што е пеналот. 15-9. Ја гледате на коментарката која што ја направи разликата. И мене ме фати умор. Не можам да коментирам и се искрено 15-10. Не можеш ноќно време колку да сакаш при патувањето да дремнеш малку, не успеваш. Никој не успеа и (16-10). Последни 35 секунди. Некако доцни семафорот, наистина, дали е до нашиот семафор, дали е до... Еве можност да видиме, ајде сега! Еве можност! 4 разлика, задоцнет финиш. Добро сепак се борее нашите, како што кажавме, малку под импресија од поддршката која има на трибините. Далеку помногу убројни беа Делчевци.
пораз 16-12 во првиот надпревар. Сега за кратко ќе одиграме уште еден надпревар, овој пат против екипата на Ситу од Романија. Ќе се исклучиме и повторно ќе се вклучиме за тој пренос.